Добар ден и добро дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Ајде приникате со тебе да ни кажеш збор два за нешто што беше завчера, значи беше одбележан Светскиот ден против злоупотреба на детскиот труд. Како вие го одбележавте? Токму така, 12 јуни е Светски ден на борба против злоупотреба на детскиот труд. Овој ден детската амбасада Меѓаши секоја година подсетува за тоа дека треба да ги преземеме сите мерки и активности за колку што е можно да го сведеме на минимум злоупотребата на детскиот труд. Податоците говорат дека во светот околу 250 деца се жртви на злоупотреба на детскиот труд, така? А околу 80 милиони деца се злоупотреба на најлошите форми на злоупотреба на детскиот труд. И во Република Македонија, за жал, дел од податоците говорат дека неформални, нагласувам, неформални податоци кои што ги имаме, дека околу 18.500 деца не се вклучени во редовниот образовен систем. Децата кои што не следат редовно училиште, не следат редовна настава, се едни од оние кои што се потенцијални жртви на најлошите форми на злоупотреба на детскиот труд. Потоа околу 1000 до 2000 деца секојдневно го поминуваат својот живот под ведро небо, односно се деца на улица. И овие податоци не се официјални, одредени институции располагаат со податок дека е тоа 1000 деца, други институции дека станува збор за 2000 деца, меѓутоа бројката се движи во овој размах од 1000 до 2000 деца, кои што се секојдневно на улиците. Така што сите овие деца се потенцијални жртви на злоупотреба на детскиот труд. А под злоупотреба на детски труд се подразбира освен работа на децата на особено тешки физички работи под определената минимална возраст за вработување, подразбира и детска проституција, детска порнографија, употреба и злоупотреба на децата во производство и дистрибуција на дрога и други наркотични средства и слично, што значи кога ќе кажеме злоупотреба на детскиот труд станува збор за тешки и огромни прекршувања на детските права. Така. Ајде сега да почнеме да говориме за она што сте и овде со мене во студиото. Значи минатата недела излеговте со извештајот за состојбата на правата на децата во Република Македонија. Еве тоа е вашиот извештај, значи во соработка со неколку организации, меѓу кои е Отворете ги прозорците, па да ни кажеш накусо еве што содржи овој извештај, значи оние најважни податоци кои се права на детето се највеќе прекршени во нашава република. Ова е извештај кој што прикажува состојбата со правата на децата во Република Македонија за периодот од јуни 2010 до декември 2011 година. Извештајот е подготвен од страна на Националната коалиција на невладини организации за заштита на правата на детето, која што е составена од 14 граѓански организации и една коалиција на граѓански организации, а е координирана од страна на детската амбасада Меѓаши. Периодот јуни 2010 не случајно е избран како почеток на изготвувањето на овој извештај. Тоа е периодот кога стигнаа препораките од страна на Комитетот за права на детето при Организацијата на Обединетите нации. Тоа се препораки кои што ги испраќа овој комитет до нашата држава, во која што дава насоки, заклучни согледувања за тоа какви мерки и активности треба да бидат преземени од наша страна како држава, се со цел да возможиме подобро имплементирање на Конвенцијата за правата на детето во пракса. Извештајот покажува, дава една генерална слика за состојбата со правата на децата во нашата држава и идентификувавме во текот на подготвувањето на извештајот дека дел од препораките кои што стигнаа од страна на комитетот се веќе реализирани, дел се во фаза на реализирање, меѓутоа има и голем дел од препораките кои што и понатаму се актуелни, на кои што треба сите заедно и институции и граѓанските организации, граѓаните, секторот, значи преку својата корпоративна социјална одговорност и поддршка на ваков вид на активности, сите заедно да пробаме да направиме еден подобар свет за децата во Република Македонија. Така, кои права се најзагрозени на децата кај нас?
Овој извештај покажа дека од она, значи, што ние го идентификувавме, дека и понатаму пред се прво ќе нагласам оно што споменав во претходното прашање, дека и понатаму недостасува официјална евиденција за деца кои што не се вклучени во образовниот систем, за деца кои што се со посебни потреби, потоа недостасува евиденција за децата кои што се жртви на злоупотреба на детскиот труд и ова е на некој начин една поидовна пречка која што ние би ги имале податоците, би идентификувале со какви проблеми се соочуваат овие групи на деца и полесно би можеле тоа да го понатаму разрешиме. Потоа друго на што сме забележале што е стигнато како препорака што не е имплементирано е воведување на задолжително предучилишно образование. Се прават сега, значи, одредени напори. Сметаме дека како коалиција дека треба да биде воведено задолжително предучилишно образование со намера ова, значи, на подолгорочен план ќе доведе и до еден вид на искоренување, односно намалување на сиромаштијата, затоа што вклучувањето на децата во предучилишното образование е еден чекор напред во тоа дека тие ќе бидат понатаму вклучени во задолжителното основно и средно образование во Република Македонија. Потоа делот кој што го препорачуваме е измени и дополнување на Законот за малолетничка правда, каде што се вели дека овој закон се уште дава во своите одредби можност децата да дават 2 до максимум 3 изјави кога се жртви на или сведоци на одредено кривично дело. Ние како коалиција се залагаме дека тоа треба да биде максимум 1 изјава која што ќе биде дадена во посебни услови, во скрин соба, во присуство на посебен стручен тим, составен од психолог, социјален работник, педагог и така натаму. Тука како препорака која што ја даваме е и вработување на социјален работник во сите основни и средни училишта, затоа што податоците говорат дека во многу од училиштата воопшто нема вработен оваков кадар или има еден социјален работник кој што покрива неколку училишта, а улогата на социјалниот работник е многу голема затоа што тој може во текот на образованието да ги следи децата кои што доаѓаат од така наречените дисфункционални, односно семејства во ризик и навреме да действа, односно да превенира одредени работи. Така, кажавте дека извештајот го правевте во соработка со повеќе организации, меѓу нив и Отворете ги прозорците. Радмила, вие доаѓате оттаму, значи, вие сте дефектолог. Како вие се вклучите во ова изработка на извештајот? Што се Отворите ги прозорците направи, нели, за да се вклучите во ова и да се добијат овие резултати кои што ги има внатре? Благодарам. Отворете ги прозорците е организација која што работи во поле на асистивна технологија, што кај нас во нашата држава е област која што се уште не е доволно позната. За вашите гледачи накратко би сакала да објаснам дека како организација постоиме веќе 7 години и нудиме одредени решенија за да лицата и децата со различен вид на хендикеп или пак со посебни образовни потреби имаат пристап до информациите и знаењата кои што ги нуди компјутерот. Во рамките на нашата организација постои центар за директна работа со корисници кои што секојдневно го посетуваат корисници со различен вид на хендикеп, на различна возраст, кои што имаат потреба од адаптација на компјутерот кон нивните можности, кон нивните потреби. Како организација од 2008 година сме членки на ова тело кое што учествува во подготовка на самиот извештај. Заедно со членовите од останатите организации присуствувавме на повеќе работилници кои што ги организираше Мегеше, се со цел поблиску да се запознаеме со овој процес на мониторинг на детските права, а конкретно како организација предонесовме во делот на регулирањето, односно реализирањето на правата на дечињата со посебни образовни потреби. Не случајно бевме поканети, како што јас напоменав и на почетокот, затоа што децата со посебни образовни потреби се група со која што ние постојано работиме, имаме директен контакт со нив, значи дел од податоците ги добивме на тој начин, меѓутоа многу често соработуваме и со училиштата и со останати институции кои што работат во ова поле. Како придонес кон овој извештај беше и нашето истражување
истражување кое што го направивме во 2010 година, а се однесуваше на воведувањето на асистивната технологија во основното образование во Република Македонија, каде што ги вклучивме, односно испративме покана до сите основни училишта во Република Македонија, а добивме повратни информации и податоци од над 80% од училиштата, што значи дека податоците со кои што излеговме на терен и со кои што придонесовме по ново извештај се репрезентативни и говорат многу. Така, би сакала нешто вака да прокоментираме, бидејќи вие сте дефектолог. Многу нели од училиштата сигурно имаат потреба да имаат еден дефектолог нели како вработен за потребите на овие дечиња со посебни потреби, меѓутоа кај нас многу ретко тоа го има во училиштата. Да не напоменуваме се каде има каде нема. Што мислите вие, какво е вашето мислење за ова? Да, и дали воопшто сте размислувале во вашата организација да покренете некоја иницијатива? Нашата организација всушност преку сите активности кои што ги прави, пред се трудиме да го регулираме, односно да го задоволиме правото на пристапност на дечињата и на возрастните лица со хендикеп, што како право е пропишано и во Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, која што нашата држава ја ратификуваше минатата година во месец декември. Меѓутоа, ова право на пристапност индиректно води кон поквалитетно и еднакво образование за сите и на некој начин понатаму ги зголемува и можностите за вработување и инклузија во самото општество. Истражувањето кое што ние го направивме имаше за цел да испита колку дечињата со посебни образовни потреби ги има во редовното образование во Македонија, колку училиштата се подготвени да ги прифатат и да работат со нив и колку компјутерите се користат во наставата. Првата бариера со која што ние всушност се сретнавме на терен беше она што и Катарина претходно го спомна, неводењето на статистички податоци пред се за бројот на деца со посебни образовни потреби, а потоа и за бројот на деца кои што се вклучени во редовното основно образование. Кога зборуваме за подготвеноста на училиштата за прифаќање на овие дечиња, еден од условите за овозможување на самиот и да има дефектолог. И да има дефектолози. Меѓутоа нема во секој училиште. Она што последно во нашата држава се прави и навистина е за пофалба е вработувањето на мобилни дефектолози, поточно општински дефектолози, кои што обслужуваат повеќе училишта кои што екзистираат на една општина. Меѓутоа, од разговорот и од самото истражување ние дојдовме до информација и на некој начин незадоволство и кај самите наставници, меѓутоа и кај самите родители, затоа што дефектологот во такви услови повеќе се наметнува како советодавец и повеќе работи со наставниците, ги подготвува за работата со децата, а многу помалку со учениците, а голем дел од овие дечиња имаат потреба од индивидуална работа. Ајде да се надеваме дека во иднина нели ќе се најде некој решение за да секој училиште нели има еден дефектолог кој што ќе биде постојано на располагање на овие деца со посебни потреби. Тоа произлези како една од препораките во овој извештај и ние се надеваме дека ќе биде инкорпорирана, ќе биде на едно повисоко ниво од нашата обществена агенда. Кате, ајде да продолжиме некако со тебе, значи исвесленијата на некој начин можеби и ви наговестува кои се тие проблеми со кои што се соочуваат децата, кои права се незагрозени, се јавуваат кога имаат некои проблеми, па како функционира исвесленијата и на што највеќе, зашто има јавувања? Така, добро потенциравте дека ИСОС телефонот е директна служба, директен сервис за помош и поддршка на децата, од каде што ние како организација црпиме директно информација од терен за тоа каква е состојбата со правата на децата. И имаат ли храброст да се јават Македонија дечињата самите или пак тоа го прави некој друг за нив? Може би некој повозрастен на кој што тие нели им се имаат пожалено во однос на некој проблем. Така, ИСОС телефонот за деца и млади, самиот назив кажува дека е првенствено наменет за децата и младите, меѓутоа нашата статистика, нашите податоци говорат дека во многу мал процент имаме јавувања од страна на деца. Само околу 10% од вкупните јавувања се направени од страна на деца, односно младинци. Тоа за нас говори дека децата се уште се плашат и молчат да пријават одредена злоупотреба на своето право. Тоа може би го прават едно затоа што дел од прекршувањето на детските права, особено оние најтешките злоупотреби, како што е сексуалната злоупотреба и педофилијата, до некаде може би се
се уште табу да се пријават, а потоа и одредена недоверба која што постои во целиот систем за тоа колку може и дали може да им помогне да ги заштити, односно да не биде тоа дополнително виктимизирање на нив како личности под потврда на она што им се случило. Инаку линијата 0800 122 22 детската линија е отворена секој работен ден од 8 до 20 часот и јас би ги повикала децата и младите през се, а таа е отворена и за сите граѓани, сите може да се јават на оваа линија, било да пријават одредено прекрашување или злоупотреба на детско право или едноставно може да се јават за да добијат дополнителни информации за кои права ги имаат децата, каде се тие регулирани, начини како да се заштитат и слично. Инаку, кога споменавме дека е тоа директен сервис за помош и поддршка, при изготвувањето на овој извештај беа користени неколку видови на извори на податоците, се со цел да се добие што порелевантна слика. Беа користени податоци од државните институции, пат на писмена кореспонденција, беа користени податоци од одредени истражувања направени или од невладини организации или од државни институции. Меѓутоа, најголем акцент ставивме токму на податоците кои што доаѓаат од ваквите служби за директна помош и поддршка на децата, било да е тоа во детската амбасада Меѓаши, како што е СОС телефонот за деца и млади, дневниот центар за деца кои не одат во училиште или од другите организации кои што се членки на оваа коалиција. За СОС телефонот исто така би сакала да додадам дека стигна и неколку препораки од страна на Комитетот за правата на детето кои што се однесуваат на овој СОС телефон, а тоа е дека СОС телефонот треба да биде хармонизиран со европскиот детски број 116 111, потоа да биде достапен 24 часа од сите мобилни фиксни оператори, државата да го земе во предвид како индикатор за состојбата со правата на децата и тоа да биде една насока, податоците кои што доаѓаат од овој телефон да бидат една насока при изготвувањето на идни политики и стратегии во делот на подобрување на правата на децата, како и одредена финансиска поддршка, затоа што сепак за да функционира професионално овој телефон, на кој што работат стручни лица, психолози, педагози, психотерапевти, имаме и голем број на волонтери кои што се исто така вклучени во работата на овој СОС телефон, потребна е и одредена финансиска поддршка. Така, додека разговаравме пред нели да го започнеме разговорот во студио, кажавте дека во иднина извештајот ќе го правите за некој потесен период. Па да ни кажете како го планирате сега тоа за понатамошниот извештај овој сега веќе изготвен, меѓутоа понатаму како ќе ви биде периодиката на работење. Така, почнувајќи од оваа година, овие извештаи ќе се подготвуваат на годишно ниво и ќе бидат основа за следниот алтернативен извештај за состојбата со правата на децата кој што треба да биде подготвен од страна на невладините организации и ќе се представува повторно пред Комитетот за правата на детето во Женева, како што беше представен претходниот алтернативен извештај кој што го подготвивме, така што мониторингот продолжува, значи ние како коалиција продолжуваме и понатаму секојдневно да ја мониторираме состојбата со правата на децата, да видиме каде значи се пречките, што се имплементира, што не се имплементира и секако нели не само мониторираме, туку даваме и одредени препораки за како да има подобрување. Тука нели понатаму и пошто спомнавме сексуалната злоупотреба и педофилијата и понатаму стои како препорака отворање на 24 часовно прифатилиште за деца жртви на сексуална злоупотреба и педофилија, евидентирањето на деца кои што не се евидентирани во изводот од во матичната книга за евиденција на родени. Има тука активности се преземаат од страна на неколку министерства за поздравување, меѓутоа и понатаму треба да се преземаат мерки и активности, затоа што најдоброто решение е не вклучување на овие деца во дневни центри, прифатилишта, туку нивно вклучување во редовниот образовен систем, помош и поддршка, барем еден од родителите да биде вработен, за да може да обстојуваат на едно
задоволително ниво на кое што треба да биде така како што граѓани. Тука никаде ќе го завршиме разговорот, само онаку со да ни кажете што е следно што како Меѓашин или вие го подготвувате, некој проект? Така, следно што ќе биде се случи на крајот на месец јуни е тренинг за вас или новинарите ќе биде тоа за случај кога се известува сексуална злоупотреба и како се тоа треба да се децата, така тоа ќе биде еден простор каде што новинарите ќе имаат можност да разменат своји искуства, мислења и знаења за оваа проблематика, како и да најдеме заедно еден заеднички јазик за тоа како треба да се известува при вакви ситуации. Инакува еден вид на продолжение од 2 тренинга за новинарите кои што се одржаа во 2009 година, кои што и тие тренинзи тогаш и овој тренинг е поддржан со има одредена финансиска поддршка страна на Министерството за труд и социјална политика. Од претходните 2 тренинга произлезе како резултат нацрт кодекс за новинари за известување за случаи каде што се децата жртви на сексуална злоупотреба и педофилија. Во очекување сме тој кодекс да се официализира, така што се надеваме дека овој тренинг исто така ќе биде успешно продолжение на овие претходни 2 тренинга. Како тренери ќе бидат повторно Драги Змијанац, извршен директор на Детската амбасада Меѓаш, и Гордана Пирковска Змијанац, консултантка во Детската амбасада. Благодарам многу за денешното учество во неделен витраж, секако во некоја следна прилика со некои нови информации. Благодариме за поканата.